Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници. Подпредседател. Мир, подпредседателе. Ако бидеш добар, следниот мандат може и да те наградиме, како 2006 година, но ќе размислиме. Ово ти нешто као на моја сметка сакаш фраер да бидеш, а? Ако иде да се обратам, би сакал до новите министри за здравство и за администрација. Почитувани предложени кандидати за министри за здравство и за администрација, мојот совет е да не прославувате за овој избор, затоа што и самите нема да знаете колку денови ќе бидете министри во оваа техничка влада. И вториот совет, не пишувајте никакви статуси на Фейсбук. Талат Џафери почна да чита социјални мрежи. Човекот е сменет, чита социјални мрежи и според напишаното на социјални мрежи може да ве предложи брзо за разрешување. Затоа, ако новиот министер за здравство или за администрација посака да напише статус на Фейсбук, најдобро е претходно да се консултира, истиот да го прочита Талат Џафери, да добие одобрение, па потоа да го објави статусот на Фейсбук, за да не биде разрешен. Немојте никако да напишете статус на Фейсбук кој што ќе го навреди Талат Џафери или ќе биде статус кој што може да биде разбран дека вие размислувате опозиционо. Затоа бидете умни, слушајте го Талат Џафери, за да бидете подолго, барем 2, 3 или 4 недели министри во оваа техничка влада. Инаку само да ви укажам во каква техничка влада влегувате. Влегувате во техничка влада која што од Македонија направи еден голем државен притвор за македонските државјани. Македонските државјани, без разлика дали се македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци или други, денес заради Талат Џафери, заради Бујар Османи, заради Бојан Маричич, Зоран Заев, заради Славјанка, заради Оливер Спасовски, им го ветуваа Брисел, не можат македонските државјани денес да стигнат ни до Врање. Им ја ветуваа Европската Унија, не можат да појдат ни до Банско, ни до Лерин. Денеска македонските државјани се најпонижените државјани кои што во Европа воопшто постојат. Затоа што при валидни патни исправи не можат да ги користат, никога имаат неодложни здравствени, образовни или лични потреби. Денес Македонија, која што Зоран Заев и Оливер Спасовски, Артан Груби и Бујар Османи ветуваа дека ќе биде европска земја, денес Македонија е земја во која што не можете да стигнете, да излезете, а не па да помислите на Европа. Затоа би ве подсетил на изјавите кои што ги даваше Оливер Спасовски во јуни 2018 година, Зоран Заев во јуни 2018 година, Радмила Шеќеринска, Бујар Османи и сите овие познати европејци кои што денес ве доведоа во оваа ситуација да бидете заложници во сопствената држава. Првата изјава која што ја дадоа во јуни 2018 година беше дека патните исправи ќе се менуваат по истекот на нивната важност, дека пасошите, возачките дозволи и другите исправи ќе се менуваат по истекот на нивната важност. Ние денес гледаме дека ги излажаа граѓаните. Ги излажаа, ги понижија, ги излажаа и ги украдоа. Втората изјава беше дека македонските граѓани нема да почувствуваат никаков вонреден трошок за добивање на нов пасош. Ние гледаме дека не само што имаат вонреден трошок, прво не можат да стигнат до нов пасош. Ако стигнат, треба да платат цената на пасошот, но за жал многумина во тие турканици и гужви плаќаат и корупција за да стигнат до пасош. И трето, тие што ги имаат пасошите, не можат да ги употребат и да излезат од државата за да си остварат некое право да посетат роднина или да одат на лекување или да завршат некое образование. Затоа, моето прашање не е прашање до Талат Џафери, туку е прашање до оние кои што станаа привезоци на ДУИ, а тоа се партиите СДСМ, НСДП и ЛДП.
Дали денес ќе има аплауз за изборот на овие нови министри, како што имаше аплауз кога предходниот пат Талат Џафери предложи некои други министри кои што сега се разрешени заради погрешен Facebook статус. И второ, почитувани колеги од СДСМ, од НСДП и од ЛДП, дали после изборот на новите министри на техничкиот премиер ќе има огномет со пиротехниката на господинот Дрин Ахмети или ќе има кривична пријава за Дрин Ахмети. Оливер Спасовски секој ден кога објавуваше црна хроника за запленети петарди, 200, 300 или 500, објавуваше дека истиот ден е поднесена кривична пријава. Дрин Ахмети полн джип имаше со пиротехника, се уште се вештачи дали биле петарди, дали била пиротехника или биле новогодишни бомбони. Затоа, почитувани колеги од СДСМ, НСДП и ЛДП, ги продадовте вашите партии ефтино и продолжете да бидете изметјари на дуи, ќе видите што ќе ве снајде на 8 мај. Ви благодарам многу. Реплика Снежана Калевска-Ванчева.